Скептицизмот кај младите дека Македонија никогаш нема да стане членка на Европската Унија го вклучи алармот, барем во законодавниот дом. Пратеници од младенскиот клуб, експерти и млади дебатираа како да се убедат дека е можно Македонија да влезе во европското семејство. Ова доаѓа по публикацијата на Институтот за добро управување, која укажува дека речиси половина од младите не веруваат дека Македонија некогаш ќе стане дел од ЕУ. Корупцијата, билатералните спорови и ниската доверба во институциите се најголемите причини зошто сакаат европски плати, вредности и услови, а за кои веруваат дека нема да ги добијат дома. Она што тие го бараат како млади луѓе е борбата против корупцијата, која што се случува, меѓутоа сакаат да видат многу повеќе заради тоа што тоа е најголемиот начин како да повторно ја вратат довербата во своите институции, а со самото тоа и довербата на европскиот пат, понатаму други мерки и методи кои што значат нивно вклучување на агендата на македонските институции, но и на европските институции, кои што во партнерство можат и верувам дека согласно овие препораки како основа ќе ја променат безбрзо работата и дека навистина ќе се направи нешто кое што ќе не даде и како држава и како институции пример на европско ниво. За враќање и за задржување на младите во земјава, државата во предлог буџетот предвидела 1,13 милиони евра. Пари кои ќе легнат на сметката на Министерството за социјална политика, демографија и млади, но без детали за што точно ќе бидат наменети овие средства. Имаме износ предвиден од повеќе од 1 милион евра, што значи дека со овие средства ќе направиме еден вид на кампања со која што ќе можеме да ги мотивираме нашите млади умови од странство да се вратат во Република Македонија и тука да работат и да живеат, но и ставка која што ќе се однесува на задржување на младите во Република Македонија. Младите се незадоволни од владењето на правото, борбата против корупцијата и селективната примена на правдата. Оваа перцепција, како што се вели во истражувањето на ИДУЕП, не само што ја подкопува довербата во домашните институции, туку го ослабува и чувството на припадност на младите кон сопствената држава. Даниел Василев, Сител телевизија.